По повеќе од 6 месеци обструкции, самоволие и неработа од страна на Фросина Ременски од СДСМ, на функцијата прв човек во Министерството за труд и социјална политика се врати Диме Спасов, кој веднаш ги превзема работите во своји раце. Со него зборувавме за спроведените проекти во овој кус период, за враќањето на довербата кај граѓаните и за напорната работа да се исполнат ветувањето до категориите на граѓани под закрила на ова министерство. Периодот на владење на техничките министри од редовите на СДСМ во владата на Република Македонија, изминатите 6,5 и можеби повеќе месеци, е период во кој што граѓаните може да се потсетат за начинот на функционирање на функционерите од редовите на СДСМ, за нивните методи на работа и за нивното деструктивно работење. 6 месеци се доволен период да се забрза, да се реализираат многу проекти, да се помогне на голем број на граѓани, да се отворат голем број на градинки, да се отворат голем број на други објекти, да се започнат одредени постапки, одредени проекти или пак да се завршат постоечките. За жал, во изминатите 6 месеци не бевме сведоци на отварање на градинки, на реализација на мерки преку Министерството. Бевме сведоци само на афери, задкулисни игри, местенки, деструктивни активности и немање никаков интерес и слух за реалните потреби на граѓаните. Овој период беше и доволно долг за и оние помладите генерации да видат каков е начинот на функционирање на раководството на СДСМ. Голем број на застанати проекти, мене ми е навистина жал, се одрази значително на работата на Министерството и се создаде целосен хаос во функционирањето и на Министерството и на институциите под Министерството. Тој период е завршен, нас не чека многу работа и ние сме целосно посветени на реализација на проектите кои што се дел од програмата на владата на Република Македонија. Нашата цел е да направиме и повеќе од тоа што сме го ветиле на граѓаните. Голем број на граѓани од повеќе општини ги чекаа проектите кои што беа завршени, а од необјасними причини не беа пуштени во употреба. Голем број на социјално загрозени категории на граѓани ги чекаат мерките за вработување кои што ги реализира директно Министерството, така да имаме многу работа и понатаму продолжуваме со реализација на проекти со цел да го подобриме животот на граѓаните на Република Македонија. СДСМ водеше политичка битка и инаед токму во Министерството каде е потребна голема посветеност во работата, за да им се помогне на децата, на старите лица и на социјално загрозените. По враќањето на Спасов на функцијата министер, работите почнаа да се враќаат во стариот замислен тек. За само неколку дена се спроведени огромен број на значајни проекти. Изминативе 15 на дена имавме многу работа и понатаму не чека уште многу работа. Ние отворивме градинката во Јагуновце која што беше готова од декември месец минатата година, која што со душа чека сите родители на дечиња од предучилишна возраст. Во моментот таму има нова градинка која што е во употреба и е позитивно пречекана од сите жители на Јагуновце. Отворивме новата градинка исто така и во општина Илинден. Започнавме со изградба на градинка во општина Новаци. Ги откочивме постапките за доделување на социјални станови за стотици семејства од социјално ранливи категории во повеќе градови, меѓу кои Прилеп, каде што имаше и неколку дневни протести од страна на семејствата кои што со месеци исто така од необјасними причини чекаа за да се даде насока во Министерството да се завршат процедурите околу потпишување на записници и сите технички работи со цел овие граѓани да ги добијат становите. Тоа се заврши само во еден ден. Истата комисија ја заврши постапката и процесот се откочи. Исто така се откочи и постапките за доделување на одобрение за основање на 3 приватни домови за стари лица, една приватна градинка, еден приватен центар за ран детски развој. Доделивме на Сојузот, на Националниот сојуз за слепи лица 150 нови аудиокниги, 150 наслови.
аудиокниги кои што се на барање на слепите лица во Република Македонија. Исто така го распишавме јавниот повик, единствениот проект за вработување кој што е во директна надлежност на Министерството, односно објавувањето на огласот зависи од Министерството за труд и социјална политика, тоа е субвенционираното вработување на лица во социјален ризик. Сите останати мерки се реализираат преку Агенцијата за вработување, а оваа мерка се финансира и реализира преку Министерството за труд и социјална политика. Иако имавме обезбедено буџет, средства и во планот за работа беше предвидено објавување на оглас за субвенционирано вработување на 100 лица во социјален ризик, приматели на социјална помош, жртви на семејно насилство, лица кои што имале статус на деца без родители и родителска грижа, материјално необезбедени лица и други. Не беше објавен изминативе 6 месеци јавен повик со цел да се реализира оваа мерка и тоа исто така откочено и понатаму продолжуваме со низа други активности. Само од овие неколку работи што ги набрав, закочени активности изминативе 6 месеци, например од трите приватни домови за стари лица зависеа околу 50 вработувања. Повеќе стотици илјади евра инвестиции на инвеститорите во овие приватни домови за стари лица. Повеќе од 200 родители чекаа да си ги сместат своите дечиња во градинките кои што беа кочени со месеци, ги отворивме за само неколку дена, или пак од огласот за вработување на 100 лица во социјален ризик, тоа за 100 вработување 100 семејства на кои што ние преку нашите мерки, преку буџетот кој што го имаме обезбедено, можевме и многу порано да им помогнеме на овие наши сограѓани, меѓутоа за жал тоа не беше направено. Ова се факти, докази и аргументи за начинот на функционирање во минатото, меѓутоа и факти и докази за начинот на нашето функционирање. Пред се ние сме на овие работни позиции со цел да реализираме проекти за да го подобриме животот на граѓаните на Република Македонија. Тоа е и во наш интерес и во интерес на целата држава. Затоа го имаме буџетот, затоа раководиме со институциите со цел да им помагаме на оние кои што им е потребна помош, особено во Министерството за труд и социјална политика, каде што грижата е насочена за токму за најранливите категории на граѓани, меѓутоа исто така и за најмладите категории, за децата од предучилишна возраст, но и за највозрастните категории на граѓани, корисниците на пензија во нашата држава. Додека Ременскиот СДСМ беше на чело на Министерството, кај граѓаните постоеше доза на неизвестност следејќи ја нејзината неработа. Низата проекти реализирани изминативе денови ја вратија до вербата на граѓаните во Министерството за труд и социјална политика. Сега тие се спокојни, свесни дека нивните потреби ќе бидат исполнети, ветувањата ќе бидат реализирани, а проектите спроведени. Спасов уверува дека работата во интерес на граѓаните на Република Македонија продолжува со силна посветеност како во минатите години, но и со поголеми заложби за воиднина. Ние се предводиме пред се од програмата за работа на владата на Република Македонија, од проектите кои што се ветени пред граѓаните, од проектите кои што се потреба за граѓаните од голем број на општини во нашата држава. Граѓаните токму заради тоа ни имаат дадено довербата на изборите и наша обврска и наша должност е тоа да го правиме. И не само тоа, доколку видиме дека некаде може да се реализира и повеќе, да реализираме и повеќе, доколку можеме да му помогнеме на некој, да му помогнеме, доколку можеме да реализираме проект плюс, градинка плюс или пак мерка за вработување плюс, да го направиме тоа во наредниот временски период. Податоците кои што ги споредуваме за разлика од минатото се позитивни. Во Република Македонија продолжува невработеноста значително да се намалува. На најниско историски, најниско ниво е досега, 24,6% е сериозно намалување на невработеноста во нашата држава и тоа ќе продолжиме да го правиме и во иднина, исто така зголемување на бројот на детските градинки, поголемите пензии за пензионерите, поголемата социјална помош за најранливите категории на граѓани и сите останати мерки кои што го подобруваат животот на граѓаните мора да продолжат да се реализираат и во иднина. Кому интересот на граѓаните му е на прво место стана сосема јасно во МТСП. Ременскиот СДСМ го заврши мандатот без ниту еден проект, а со низа скандали кои ги правеше на грбот на граѓаните.
Од друга страна, Спасов продолжи со работа онаму каде застана, но со уште позасилено темпо, безкомпромисно во исполнувањето на потребите на граѓаните од сите старосни граници, од сите општини во Република Македонија.